Советот на СОНК не го прифаќа предлог законот за плати во јавниот сектор и наоѓа дека тој е противуставен, противзаконски, дискриминаторски и против интересите на членството. Спорни моменти според синдикатот има повеќе, а тоа се методологијата за утврдување на работните места, вредноста на бодот, коефициентот за корекција на плати, можностите и условите за штрајк, но и други одредби. Сепак, најважното што на СОНК никако не му оди во прилог е приложената нова методологија за пресметка на плати. Со таа методологија при секое зголемување на минималната плата ќе се коригираат платите во јавниот сектор, каде што минималната плата ќе биде основица за пресметка на плата, што е добро, и на неа ќе се додадат бодови по работно место. Или би сакал да малце по-вулгаризирам или да го упростам ова мое кажување, тоа би значило дека линеарно би се зголемиле платите во јавниот сектор. Поради ова, СОНК до предлагачот на нацрт верзијата Министерството за информатичко општество и администрација апелира. Веднаш, безусловно да го повлече овој текст на предлог на предлог закон за плати во јавниот сектор, понатака да седнеме синдикатите, работодавачите и владата, така како што доликува на социјалниот диалог и партнерство кој што го промовираме сите и се декларираме за демократски функционирање на ова трипартитно тело, да ги изнајдеме сите позитивни и негативни одредби од овој закон и да направиме текст кој што ќе им одговара на овие три тела, односно синдикатите, работодавачите и владата.